Благодарам, председателя. Почитувани колеги, почитувана госпоѓа заменик министар, Социјалдемократскиот сојуз се воздржува од гласање за потребата на измени на кривичниот законник во оваа содржина и во овој обем во кој што вие тоа ни го предлагате од неколку причини. Најпрво сакам да ве потсетам и вас и колегите пратеници, но и пошироката јавност дека пред 2 недели што туку направивме измени на кривичниот законник. Кривичниот законник, како што сите знаеме, е системски закон. Тоа е еден кодекс на збир на норми кои се кодифицирани кај нас долги децении и е неприфатливо, нелогично, досега невидено да се менува кривичниот закон секои 2 недели. Минатата година имавме 3 или 4 измени предложени постојано од ваша страна, од Министерството за правда. Оваа година само во еден месец 2 измени, што значи дека сте неподготвени, неаналитични и дека немате подготвено точна стратегија за развој на кривичното законодавство, кое доколку се потребни вакви чести измени, би требало да значи една сериозна анализа и подготовка, формирање на еден сериозен тим и изработка на потполно нов кривичен законник, што би било соодветно на денешните општествени процеси, а не вакво на рати менување на кривичниот законник, како што го правите всушност и со изборниот законник, се гледаме и со кривичниот. За нас е тоа неприфатливо и за целата стручна и научна јавност е неприфатливо вакво однесување и цепкање на кривичниот законник. Сакам да ве потсетам, Швајцарија, како една од најрепрезентативните држави на европско-континенталниот систем со развиено кривично право, Хрватска, наш сосед од регионот, има донесено нови кривични законици, тогаш кога се гледало нивното Министерство за правда дека се потребни сеопфатни и поопсежни измени. За разлика од овие држави, кај нас се врши паушална измена на кривичниот законник во оној момент кога ќе му текне на министерот или заменикот министер на правда и со тоа се создава една хиперпродукција на норми која е нејасна и неразбирлива прво за вас самите, мислам за Министерството за правда како предлагач, бидејќи точно и сами не знаете што се менувате и зошто, а уште повеќе за граѓаните на кои што се однесува кривичниот законник. Понатаму, господјо заменик министер, за една сериозна институција, за еден од најважните ресори во државата, Министерство за правда, е неприфатливо да ја игра улогата на Завод за поплаки и представки од страна на разни институции, јавни предпријатија и организации кои не умеат, не знаат ефикасно да си ја вршат својата функција. Па така, во рамките на вашето образложение, вие велите дека бидејќи јавното предпријатие Водовод и канализација имало проблем со наплата на вода, бидејќи Министерството за земјоделство имало проблем со регулација на водите и нивното крадење, бидејќи ЕВН Македонија имале проблем со наплата на струја, бидејќи јавното предпријатие Железници имало проблем со тоа што им ги крадат штрафовите и пругите, ви се обраќале вам, како на Министерство за правда, и вие сте се зеле за слобода, или за право, или за надлежност, да им излезете во пресред на овие неефикасни институции, јавни предпријатија и министерства, со тоа што нема тие да си ја подобрат својата работа, својата ефикасност и својата функционалност, туку за се што тие не можат да се справат, вие ќе прогласите дека е кривично дело и ќе ги полните затворите, ќе ги казнувате луѓето со затвор. Зошто? Затоа што 4 или 5 државни институции не знаеле и не умееле ефикасно да ја завршат својата работа. Тоа не е надлежност на Министерството за правда и само како споредба би сакала да ве прашам. Дали, доколку неколку факултети, бидејќи ги има стотици ширум државава, ви се обратат како на Министерство на правда дека не можат да извршат наплата од страна на студентите на трошоците што студентите се должни да ги плаќаат. Години наназад не можат да извршат наплата, а децени наназад, особено последниве 7 години, факултетите не можат да ги наплатат долговите што државата ги има кон нив. Дали во таков случај, ако ви се обратат, вие ќе направите ново кривично дело во кривичниот законник со кој ќе предвидите затвор да одат студенти што не плаќаат трошоци кон матичните факултети? Ако веќе така постапувате широко градо кон сите институции што имаат проблем со наплата и не знаат да се справат со своите обврски, тогаш значи ќе се земете на грб и сте почнале да носите еден огромен терет кој не соодветствува воопшто на вашата надлежност. Почитувана господја заменик министер, сакам да ви укажам уште еднаш дека во нашиот постојан кривичен законник постои кривично дело тешка кражба. И не само што постои тешко дело тешка кражба, туку досега нашите судии имаат изрекувано пресуди за овие кривични дела кои денеска ги квалификувате како нови инкриминации безпотребно и постои голем број на кривични пријави во моментот во обвинителството кои се однесуваат на крадење струја, например. Значи и до сега крадењето струја представувало кривично дело тешка кражба.
Не мора сега вие наново да ги дообјаснувате овие работи и за секое едно крадење на една стока или материјал да предвидувате нови кривични дела. Денес ви текнало да предвидите нови кривични дела за крадење на струја, вода и материјали од железница. Утре ќе ви текне можеби пластиката, крадење на пластика да ја дефинирате како кривично дело. Крадење на стакло да ја дефинирате како ново кривично дело. Тие и досега, господјо заменик министер, постоеа. Во овој момент не знам дали сте запознаени со работењето на јавното обвинителство. Постојат специјализирани јавни обвинители кои внатре во рамките на својата струка се специјализираат и се занимаваат исклучиво со гонење на сторители на кривично дело крадење на струја. Специјализиран јавен обвинител постои во Скопје за тоа. Само со тоа се бави. Зошто му е него нова инкриминација? И до сега ова сме го имале. Од овие причини сметам дека правите инфлација на инкриминации. Измислувате нови кривични дела и при тоа уште ни објаснивте во Комисијата за политички систем дека на тој начин ќе сте пополнале правни празнини, значи тие не постојат. Нема правни празнини. И до сега судијата имал право, и од сега ќе има право, слободно да ги цени доказите и во текот на судската постапка да одлучи дали делото за кое што е покрената кривична постапка е кривично дело тешка кражба или не е, без оглед дали се работи за крадење на железо или крадење на малтер, или крадење на струја. И апсолутно е непотребно вака да ги делите, бидејќи ова нема крај. Ако таксативно почнеме сега да ги набројуваме сите можни кражби, тогаш ова нема да има крај. Велите во вашето образложение, што ако некој украде штраф од железница, тоа не е тешка кражба, кривично дело, ама ако предизвика опасност по здравјето на луѓето и по животот, ќе треба судијата да го казни како за тешка кражба. И досега тоа постоеше, господјо заменик министер. А баш кај што имаме кривични дела кои што значат предизвикување на општа опасност. И вие тоа го знаете. Зошто сега ги мешаме овие работи? Зошто издвојуваме нешто како посебно дело, кога апсолутно за тоа нема потреба? Што се однесува до препораките на Греко за враќањето на подкупот на подкупувачот, се согласуваме. Тоа треба да се примени. Задолжницата треба да стои на местото на акцептниот налог, бидејќи тој напуштен. Тоа треба да се примени. Но не можете да измислувате секојдневно кривични дела и на 2 недели да ни доаѓате тука во Собраниево со предлози за нови инкриминации од за нас и за цела јавност непознати причини. Ниту компаративни искуства имате, ниту анализи некакви стручни или научни, туку вашето образложение се заснова на тоа што 4 државни институции, јавни предпријатија и еден орган на управа Министерството за земјоделие ви се обратиле дека имаат проблем и вие треба да им го решите проблемот со тоа што ќе воведете ново кривично дело. Тоа е недозволиво и од тие причини ние ќе бидеме воздржани и нема да ви ја поддржиме потребата за гласање на ваков закон, а во моментот кога ќе се создадат услови, кога ќе почнат да течат роковите за амандмани, ќе предложиме да се бришат овие ваши предлози, односно да нема вакви 3 нови кривични дела кои безпотребно ги измислувате. Во овој момент мислам дека ги ставате во некои крути рамки судиите, односно сакате да ги ставите во крути рамки, каде што ќе мора согласно норма да проценуваат кога има кражба, а кога има тешка кражба, наспроти начелото на слободна оцена на доказите на судијата, и сега на судијата му е овозможено самиот да процени и да го одмери кривичното дело и неговото битие. Вие ова го забранувате со овие нови инкриминации, при тоа воведувате присила. Не зборуваме за превентива, напротив, ова е веќе можност за репресија врз граѓаните на Република Македонија, не давајќи му можност на судијата да процени дека доколку кражбата, на што и да е од помал обем, ќе може да го сврсти во обично дело кражба, ако е од поголем потежок обем и така натаму во тешка кражба, туку сега ги ставате во една рамка, каде што за секоја кражба на овие производи, на овие стоки за кои вие говорите во кривичниот законник, ќе мора со големи затворски казни да одговараат граѓаните. Тоа е од стручен аспект недозволиво, непотребно е. Замислете си како би изгледало ако влезете во една борба која никому не е јасна и да земете се да редите таксативно во кривичниот законник. Ние имаме да речеме кривично дело злоупотреба на службена должност. Ајде сега почнете да редите како ќе изгледа злоупотреба на службена должност на пратеник, како ќе изгледа на директор на јавно предпријатие, како на министер, како на заменик министер, и за се ова да пишувате посебни кривични дела. Тоа е недозволиво. Ако веќе сметате дека има потреба од големи и сериозни измени на КАЗЕ,
седнете во вашето министерство, подгответе една работна група, почнете јавни дебати и идете како што сите други нормални држави идат со измени, целосно носење на нов КЗ, а не на 2 недели да ни предлагате по 3 одредби во зависност од тоа како ви текнало нешто да сработите, бидејќи во меѓувреме не сте знаеле да го имплементирате законот или другите органи не умееле и не знаеле да го имплементираат кривичниот законник. Благодарам. Благодарам, заменикот министер.